Започнуваат вестите на Канал 8. Изутрината во силен пожар изгоре стара куќа на улицата Раде Кратовче. Со 3 возила интервенираше територијалната противпожарна единица, а за среќа во настанот нема жртви или повредени лица. Изутрината околу 8 часот и 30 минути во стара куќа на улицата Раде Кратовче во Кочани избувна пожар од кој објектот е целосно уништен. Најпрвин чадот го забележале соседите, кои помислиле дека сопствениците на куќата ја горат тревата во дворот, па затоа и немало брза реакција. Дури неколку минути подоцна биле забележани силните пламени јазици што го зафатиле покривот на куќата, пошто веднаш била повикана противпожарната единица. Пожарникарите пристигнале со 2 возила и веднаш го започнале гаснењето на огнот, што се заканувал да се прошири и на блиските објекти. Најголема опасност имало за една од куќите што практично е залепена до опожарената, но освен чадот што навлегол во внатрешноста и исчадената фасада, кај неа нема друга материјална штета. И покрај интервенцијата на пожарникарите, целосно изгоре покривот на куќата зафатена од огнот. За тоа придонесе и старата дрвена конструкција, што само за половина час се претвори во пепел. Според информациите, во објектот не живеел никој, така што нема жртви или повредени. На местото на настанот увид направи полициска екипа, пошто ќе бидат познати причините за пожарот. Негативен момент во целиот настан беше вкоренетата неодговорност во пропуштањето на противпожарните возила. Иако до градскиот плоштад тие стигнаа за 10 минути од повикот, имаа проблеми во пробивањето по улицата која беше преполна со паркирани автомобили, а и оние што се движеа пред нив дополнително го попречуваа сообраќајот. Намален број на боцкања, односно со еден убод се внесуваат 6 вакцини, а несаканите реакции сведени на минимум е бенефитот од новата 6-валентна вакцина која во Кочанскиот здравствен дом пристигна вчера, а започна да се применува денеска. Вакцината е мртва, односно не содржи живи бактерии и вируси. Ја примаат деца од 6 недели до 8-месечна возраст. Вчера пристигна, а од денеска започна и примената на новата 6-валентна вакцина во службата за вакцинација во здравствениот дом во Кочани. Станува збор за прочистена вакцина која е комбинација од 6 вакцини против дитепер, детска парализа, хепатит Б и хемофилус инфлуенца тип Б. Специфично за вакцината е што не содржи живи бактерии и вируси, што значи несаканите поствакцинални реакции се сведени на минимум, што не беше случај досега, кога кај некои деца се јавуваа невролошки проблеми и други компликации. Дитепер компонентата е прочистена, значи ацелуларна, долго очекувано, че имаше доста родители кои од било кои причини кај детето беше контрадикцијно да се приме ова клеточната дитепер вакцина, невролошки проблеми или поствакцинални компликации, сега ова прочистена вакцина се наоѓа во склопот на 6-валентната. Исто во склопот на ова 6-валентна се наоѓа и вакцината против детска парализа во инактивен облик, што значи дека нема више да се користат капки, него ќе биде интрамускуларно. Бенефитот од самата вакцина, како што поменавте, значи се намалува бројот на боцкање, бројот на посета кај самиот лекар, несаканите ефекти, несаканите реакции поствакцинални компликации се намалени, значи така наречено сведени на минимум и ова вакцина не содржи живи бактерии и вируси, што е битно, значи се мртви и значи прочистени, значи прочистена компонента на дитепер и инактивно полио. Секој пациент си има свој картон за имунизација, во кој е евидентиран типот на примени вакцини. Посебно за секоја дете, зависно од возраста, ќе се разгледува дали ќе ја прими 6-валентната вакцина или ќе ја прими досегашната вакцина и која доза, односно типот на вакцината ќе го одредува лекарот. 6-валентната нова вакцина ја примаат деца од 6 недели до 8-месечна возраст. Инаку, во септември пак ќе пристигне уште една нова 5-валентна вакцина. Заврши поставувањето на соодветна вертикална и хоризонтална сигнализација на регионалниот пат на потегот од Жиганци до Пишица. Со тоа сега целата делница може да се користи за нормално одвивање на сообраќајот. Комплетирана е изградбата на делницата од регионалниот пат Р2342 меѓу селата Жиганци и Пишица преку новиот сообраќаен мост. По поставувањето на асфалтниот слој завршено е и обележувањето на коловозот и поставувањето сообраќајна сигнализација.
Обележувањето на делницата ќе ја зголеми безбедноста и ќе ја подобри информираноста на учесниците во сообраќајот, посебно на местото каде овој регионален пат се вкрстува со патниот правец кон Пробиштип. Се работи за целосно ново сообраќајно решение во должина од околу 1,5 километар, во чиј состав влегува и ново изградениот мост на Злетовска река, за кој државата преку јавното претпријатие за државни патишта вложи над 8 милиони денари. Свое учество во изградбата и асфалтирањето на приодите до мостот има и општините Пробиштип и Чешиново Облешево. Сега, за да стигнат во Жиганци, Соколарци и околните села во општината Чешиново Облешево, возачите кои доаѓаат од правец на Штип или Пробиштип не мораат да кружат по патниот правец Кочани-Штип. Со тоа се зголемува и пристапноста до општината Чешиново Облешево, а ќе се намали фреквенцијата на возила по магистралниот пат А3. Со покачувањето на температурите порасна и бројката на цревни заразни заболувања. Особено на удар се децата и хронично болните лица. Матичните лекари деновиве се преполни со прегледи на деца кои имаат цревни заразни заболувања. Ако се знае фактот дека летните инфекции својот зенит го достигнуваат во месеците јули и август, граѓаните треба да ги почитуваат мерките за заштита и превенција од можни несакани стомачни заболувања, апелираат лекарите, и додаваат дека голема е бројката на деца со симптоми на повраќање, проливи и покачена температура. Од Центарот за јавно здравје Кочани информираат дека бројката на пријавени за цревни заболувања не е голема, во споредба со минатите години во истиот период, но додаваат дека матичните лекари не ги пријавуваат сите заболени и затоа не е алармантно во Центарот. Причинители на заболувањето се бактерии, вируси и паразити, а воглавно симптомите се мачнина, болки во пределот на стомакот, повраќање и диарија. Доминантен начин на пренесување е фекално-орален, но исто така може да се пренесе по хидричен и контактен пат, додаваат лекарите и потенцираат дека најдобра превенција е одржување на личната и колективна хигиена, бидејќи нечистите раце се главниот фактор за пренесување на инфекциите. Докторите предупредуваат дека летните горештини и наглите климатски промени условуваат неправилно чување на прехранбените производи, кои може да бидат причини за труење со храна, карактеристично за летниот период. Покрај фекално-оралниот начин на пренесување, цревните заболувања може да се добијат од водата за пиење, водата за капење и конзумација на брза храна во летниот период. Вирусот е високо контагиозен, што значи дека заразеното лице за краток период инфекцијата ја пренесува на други. Лекувањето на стомачните заболувања зависат од тегобите, додека време траењето на симптомите се движат од 12 до 24 часа. Препораки за заштита од овие инфекции се конзумирање лесна храна со чести оброци и внесување на добро измиено овошје и зеленчук во поголеми количини. Во организација на колегите од телевизија Кобра од Радовиш во изминатите 2 недели се реализираше проектот Игри без граници, наменет за деца до 14 годишна возраст. На овие игри учествуваа повеќе деца од општините од источниот регион, меѓу кои и од Чешиново Облешево. Игрите се изведуваа на отворено во природа, а дечињата се напреваруваа во 6 предвидени игри. На крајот, тимот на општина Чешиново Облешево влезе директно во финале и го освои второто место. И годинава продолжува да важи поевтиното лекување на иселениците со странски пензии во Македонија. Наместо досегашните 13.000 денари месечно, ќе плаќаат само 2.000, за да се здобијат со правото на здравствено осигурување. Новина од Фондот за здравство има и за идните брачни двојки, кои се лекуваат од стерилитет преку инвитро методата. За иселениците од Македонија кои оствариле право на пензија во друга земја и понатаму останува да важи законот за поевтино здравствено осигурување во Македонија. Така предвидуваат измените што ги воведе Фондот за здравствено осигурување, а важи секако и за осигураниците од Кочани, велат од Кочанската подрачна единица на Фондот. Досега иселениците кои оствариле право на пензија во странска држава, а кои имаат македонско државјанство, при привремен или траен престој во Македонија, плаќаа здравствен придонес со највисока стапка и поради тоа одбиваа да плаќат здравствено осигурување и се лекуваа на приватно. Само 105 вакви лица се пријавиле за здравствено осигурување. Тие во просек плаќаат здравствено осигурување од 10.000 денари секој месец, а највисоките придонеси се 13.560 денари.
Од оваа причина цената на здравственото осигурување за нив е намалена на 2256 денари, со што се очекува да се зголеми бројот на осигуреници приматели на странска пензија, велат од Кочанскиот фонд за здравство. Новина од Фондот за здравство има и за идните брачни двојки кои се лекуваат од стерилитет преку инвитро методата. До сега овие осигуреници го купуваа материјалот од дарители, зашто плаќаа од 2 до 3.000 евра. Од сега тоа може да го направат со сопствен материјал, информираат од фондот. По повод празникот Света Петка во црквата посветена на истоимената светица во местото викано Кочански дол, во петокот вечерта ќе се организира голем црковно народен собир. На денот посветен на светицата на 8 август ќе се служи ручек за сите присутни верници. Од црквата Света Петка во Кочански дол ги покануваат сите православни верници да присуствуваат на собирот по повод празникот и додаваат дека собираат доброволен прилог за покривање на црквата и ќе може да донираат сите верници кои сакаат да помогнат во изградбата на храмот. Света божествена литургија по повод празникот ќе се отслужи во Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги. Следуваат спортските информации. Првото коло од новото првенство, штипскиот прволигаш Брегалница како домакин нема да го игра во Кочани. Одлука за тоа дошла по контролата што на стадионот Никола Мантов ја направиле представници од Фудбалската федерација. Штипскиот прволигаш Брегалница нема да може да го користи стадионот Никола Мантов во Кочани како домашен терен во првото коло од новото првенство. Главната причина за тоа е што не биле отстранети недостатоците на објектот, што се претходно констатирани, а кои битно влијаат за нормално одржување на спортски надпревари од ранг на првата лига. Во вторникот, двајца представници од Фудбалската федерација на Македонија дошле во ненајавена посета на стадионот во Кочани за да направат контрола дали тој ги исполнува условите пред почетокот на првенството, закажано за престојниот викенд. Забелешки били упатени што теренот имал нерамнини, а местата каде што недостасувала трева биле исполнети со песок. Исто така, и стативите на головите не биле свежо обоени. Негативни оценки имало и за пасивната безбедност на стадионот, затоа што вратите за евакуација на гледачите на западната трибина не биле обоени во жолто, а на источната трибина не била поставена заштитна ограда, ниту пак имало посебни скали за евакуација. Недостатоци се регистрирани и во подтрибинскиот дел, каде се наоѓаат сооблекувалните и службените простории. Во ходникот и во самите сооблекувални не биле поставени керамички плочки, а немало ниту поединечни шкафови за секој од играчите. При контролата, представниците од Фудбалската федерација утврдиле дека не се заменети и санитарните уреди и опремата во сооблекувалните. Сите овие забелешки ги навеле одговорните во федерацијата да го одложат одигрувањето на првото коло, што Штипска Брегалница како домакин требаше да го има во Кочани против екипата на работничкиот Скопје. Управниот одбор и луѓето од фудбалскиот клуб Осогово, на кои им е даден на користење стадионот Никола Мантов, имаат рок до третото коло од првенството во првата македонска фудбалска лига, односно до крајот на август, да ги отстранат сите недостатоци. Во спротивно и дефинитивно ќе биде донесена одлука штипјани наместо во Кочани во текот на целото првенство да бидат домакини на друг терен. Се уште трае преодниот рок за фудбалерите во третолигашка конкуренција. Во Осогово досега се регистрирани 4 нови играчи, а кај виничкиот третолигаш Слога 2. Бојан Петров од екипата на 14 октомври 1946 од Крупиште, Марио Атанасовски од Каменица Саса, Бранислав Јовановски од Пробиштипски Рудар и Методија Андонов од младинскиот погон на фудбалската школа Фудбал Старс се засега новите имиња што во престојната надпреварувачка сезона ќе го носат дресот на Осогово. Сите четворица ја обезбедија потребната документација за регистрација во Кочанскиот третолигаш и ќе се борат за место во тимот. Подновувања има и во редовите на Виничка Слога 1934. Таму засега има само 2 нови фудбалери, кои доаѓаат од штипскиот прволигаш Брегалница. Во екипата на виничани се враќа некогашниот нивен играч Роберто Златков, а за силување на голманската позиција ќе биде и Мартин Стојанов, кој порано ги бранеше боите на младинската екипа на фудбалскиот клуб Кочани.
Преодниот период во третата лига Исток трае до самиот почеток на првенството на крајот од август. За сега нема најави дали двата третолигаши ќе се засилат со уште некој фудбалер. Со временската прогноза ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Имајте убава вечер. Довидување.